Втор случај на западно-нилска треска во Македонија. Пациентот е бебе со неполна 1 година. Било хоспитализирано на клиниката за детски болести. Сега е во добра состојба. Родителите соопштиле дека не патувале надвор од државава. Ова е втор случај на западно-нилска треска во земјава годинава. Минатата година во Македонија тројца починаа од оваа болест. Остануваме на тема здравство. Како што најавив, гостин во дневникот на МРТ е хирургот доктор Владимир Чадиковски. Добре дојдовте во дневникот на македонската телевизија. 14 бебиња се оперирани на детската клиника, повторно на детската хирургија, повторно со тимот странски доктори кои што веќе неколку пати доаѓаат овде во Македонија. Како завршија интервенциите? Па прво би сакал да ви заблагодарам бидејќи веќе трет пат активно не поддржувате и навистина многу ни значи на целиот тим кој што го работи ова на македонска телевизија. Јас лично, а мислам дека и целиот тим сме презадоволни од тоа како помина овие 2 недели. Значи до сега се оперирани 35 деца. Морам да кажам дека во овие сега 2 недели се оперира 14 деца со 85% комплексност. Значи се завршија операција на бебиња кои што тежеа од 3,5 до 4 килограми. Се работеше за екстремно комплексни операции, значи голем дел од децата кои што беа испланирани за оваа сесија да бидат оперирани ги одложивме за ноември, бидејќи едноставно интервенциите траеа по 13-14 часа, така да сметам дека навистина завршивме добра работа. Да, добрата работа е завршена од страна на докторската фела. Станува збор, како што и самиот рековте, за тешки зафати. Што е најтешкото во целата операција? Па, морам да признам дека навистина се работи за една комплексна хирургија, една мултидисциплинарна, голем број на луѓе учествуваат во третманот на овие деца. Идејата на овој проект е, значи, пред се да се спасат децата од ваков тип на заболување кои што до сега се оперираа во странство, а во исто време да се изврши едукација на целиот персонал од македонската страна, значи како доктори, така и сестри, и да за 3 години започнеме самостално да ги извршуваме овие работи. Морам да кажам дека навистина веќе трет пат функционираме заедно. Сметам дека и од страната на тимот, на американскиот тим, дека забележа дека сме се повеќе и повеќе организирани. И навистина мислам дека и резултатите тоа го покажуваат. И навистина ни е драго дека во овој налет сега опериравме 3-4 уствари дечиња кои што беа во соседна држава вратени како иноперабилни случаи и ни е многу драго дека извршивме палиативни операции и ќе можеме понатака да ги спасиме тие дечиња. Важите за еден од најценети детски хирурзи во Македонија. Кои се најчестите интервенции на клиниката? Па на клиниката за детска хирургија навистина се врши огромен диапазон на заболувања, се оперира, значи негде имаме околу 1500 операции годишно. Со единствено неурохирургија, значи не работиме ортопедија, сега и со трансплантациите и со кардиохирургијата скоро сите области ни се зафатени. Тим кој што функционира многу години, навистина имаме одлични резултати. Клиниката е, како што знаете, во ново руво реновирана. Сметам дека навистина е една клиника која што може да се гордее цела држава. Освен како хирург, познат сте и како голем хуманитарец, работевте на креирањето на законот за трансплантација. До каде е постапката? Па, законот за трансплантација, кој што знам, помина во парламент, значи имаме еден нов современ закон. Верувам дека во скоро време и тој ќе се имплементира. Донесени се и подзаконските акти, така да сега наредниот чекор е, јас по принцип полека се повлекувам од таа динамика во однос на креирање на таква законодавна политика, можам да кажам, за председател тоа што ќе се избере национален координатор сега за трансплантации, кој што во иднина ќе си ја води и ќе си организира целата работа, хирургот ќе си работи својата работа. Се навикнаа ли луѓето дека трансплантацијата е нормална работа? Па, не знам да ви кажам дали се навикна, од живи донори кај нас се вршат тие интервенции, но навистина сметам дека во разговор со голем број на експерти кои што сме разговарале, значи ќе имате и доктори, ќе имате и опрема, али свеста на луѓето да промените навистина сметам дека е најтешката работа и мислам дека сепак се спасува живот. Да, али мислам дека ќе биде една макотрпна работа, но сметам дека сега бидејќи законските рамки се определени, не гледам причина зашто тоа не би можело во Македонија да се заврши. И покрај вашиот ангажман и просперитетна кариера во детската хирургија, вие останавте во јавното здравство. Како сте задоволен од статусот лекар во државава? Сега, во моментот да ви кажам искрено, премногу се навлеговме во кардиохирургија, во неонаталната кардиохирургија и целиот тим.
и сметам дека енергијата се уште ја наоѓам во едукативниот процес, така да верувам дека за 3 години кои ќе започнеме самостално да ги вршиме овие интервенции, многу работи ќе се променат, така да се уште верувам во овој државен систем. Не знам, веројатно не сум многу од тие што се многу набројали, јас се уште верувам. Тимот од странски доктори за месец и половина повторно ќе дојде во Македонија. Што ќе се случува тогаш? Па 10 деца отпаднаа, значи од тие чекаат. Да, значи тие по автоматизам ќе се оперираат во ноември. Морам да кажам дека навистина ми е многу жал бидејќи не успеавме да ги завршиме сега, но дел од тие деца беа болни, не може да се извршат интервенции, или навистина овие операции кои што ги извршивме беа на екстремно мали бебиња кои што беа животно загрозени, мораше да се извршат тие интервенции. Морам да кажам дека ние по принцип сме во ситуација каде што не можеме да бираме пациенти. Значи едноставно секое дете на кое што му е потребно и кое што е вратено од суседна држава дека не може да се оперира, ние мораме да му даваме шанса. И многу ми е драго кој што напоменав дека навистина 4 деца кои што беа вратени дека немаат никаква шанса, ние успеавме да ги оперираме и сега се добро. Во однос, напоменувам повторно дека неонаталната кардиохирургија има степен на смртност. Да, тоа сакав да ве прашам и каква е смртноста. Значи ние сите податоци, тоа е и практика на тимот и фондацијата која доаѓа тука, да сите резултати кај нас се објавуваат во европската база и статистика на каква е смртноста во однос на пациентите. Ние во моментот имаме 8% смртност, што по некој начин се движиме во границите на европските стандарди, така да сметам дека претежно тоа се деца, тоа се бебиња кои со огромен број на вродени аномалии, едноставно операцијата не е проблем, тука едноставно не можете да го извадите тоа дете. Во моментот едно дете ни е само се уште на машина од овие 14 деца и верувам дека тимот на интензивна нега од педиатрија и кардиолозите ќе успеат и тоа дете да го извадиме. Станува збор за сериозни зафати, тешки операции, кога вам лично ви е најтешко? А мене кога ми е најтешко? Мене, па морам да ви кажам, последно време интензивно размислувам на тоа поле, што се однесува на тоа што увидов дека навистина во оваа држава е многу мал бројот на лекари и сестри кои што се занимаваат со третман на деца, каде што не можете секогаш да излезете као победник. Едноставно можете да го изгубите тоа дете. И навистина моментот да го кажете тоа на фамилијата, тој стрес и таа траума и по 15 минути да продолжите како ништо да не се случило после тоа, да продолжите понатака да работите, а во исто време и тие проблеми да не ги пренесете дома, спрема мене мислам дека е навистина многу тешко и тоа е една посебна фела на луѓе и навистина сметам дека оваа држава треба нив посебно да ги респектира. Да. Ви благодарам за гостувањето во Дневникот на јавниот сервис. Благодарам.